Да, продолжуваме со Студио 10, како што најавив на почетокот на оваа емисија. Ова тема ќе ја насочиме кон најранливата категорија на граѓани, особено лицата со посебни потреби, каде што има организација која што им помага за инклузија фактички во пазарот на трудот. Мој гостин во Студио 10 е госпоѓа Маја Раванска, која што е главен и одговорен уредник на познатото списание Лице в лице, во кое што списание практично во изработка на тој новинарски труд и дистрибуција се приклучени оваа категорија граѓани. Благодарам што прифативте и што ќе дискутираме за оваа тема. Ви благодарам за поканата. Така. Еде како прво прашање, тука има весник Лице в лице кој што излегува од 2012 година. Чинам пластично за какво списание станува збор и каква е интузијата на лицата со посебни потреби и на останатите граѓани од социјално ранливите категории во ова списание? Лице в лице, улично списание за одржлив развој, единствено е во нашата земја и станува збор за печатен медиум кој што излегува, не се продава во трафики или на некои продажни места стационирани, туку се продава исклучиво преку мрежа на лиценцирани продавачи кои што припаѓаат на различни ранливи групи. Тоа го прави уникатен модел во нашата земја, инаку го имаме преземено моделот од меѓународна мрежа на уличен печат, чиј член сме ние како организација, уште од почетоците нели од 2012 година. Она пошто е поинакво Лице в лице како медиум е прво тоа што е непрофитен медиум, вториот аспект е дека работи на работна интеграција на ранливи луѓе. Тука не станува збор само за лица со попреченост, туку вклучуваме многу други поширок опсек на ранливости од типот на младинци кои што биле дел од дневен центар за деца на улица, понатаму самоохрани родители, бездомни лица и така натака. Сето тоа го правиме преку организации, партнери кои што работат директно со овие лица, односно имаат директни корисници. Ние правиме еден скен кој би можел да се вклучи во продажба, бидејќи станува збор за улична продажба, воопшто не е едноставно продажбата како особено во време. Да. Меѓутоа и уличната продажба па се носи сами други предизвици, така што тоа е еден посебен елемент во Лице в лице. И уште еден важен сегмент, освен оваа работна интеграција за ранливите луѓе, односно за нашите продавачи, е со тоа што темите на Лице в лице не се дневни настани, туку се повеќе решенија за некои длабоки горливи проблеми кои што ги има нашето општество и ја вклучува заедницата во целиот тој концепт. Во ова списание, како што кажавте, се вклучени и лица со посебни потреби, меѓутоа и останати граѓани од социјално ранливите категории. Според вас, дали ова е само извор на приход или пак алатка за достоинство и само почит на тие луѓе? Да, второто повеќе. Тргнавме со таа цел дека прво можеме да покажеме на општеството дека различни групи на ранливи луѓе, доколку им е дадена соодветна поддршка и доколку им е даден соодветен пристап и грижа, можат и такако да придонесуваат во нашето општество, можат да работат, можат да бидат работоспособни и независни. На почетокот, кога тргнавме со ова, имавме многу повеќе имавме пречки во тој дел, затоа што луѓето не веруваа, ни самите продавачи не веруваа дека можат да излезат на улица, на непознати луѓе, да им понудат некаков нов производ кој што никој не го знае. И тоа беше навистина голем предизвик. Меѓутоа, после доста обуки, доста разговори и доста кампањи на таа тема, видовме дека навистина ги зајакнуваме луѓето, дека Лице в лице навистина е алатка не само за да им обезбеди пристојна заработка на луѓето, не спомнавме дека половина од продажната цена на Лице в лице, меѓутоа и за другите производи е директна заработка за продавачот. Туку може и да ги поттикне да го крене нивниот дух, да знаат, да сватат дека можат да работат, да им даде една самодоверба и да и покаже на јавноста дека еве луѓето можат да работат доколку им се даде соодветна шанса. Да. Како тече целиот процес од избор на продавачи, подготовка до излегување на списанието
Тоа се два паралелни процеси, многу различни, морам да кажам. Да, во едниот дел во кој што вклучуваме продавачи, тука се главни координаторите од нашата мрежа на улични организации. Тоа се повеќе организации од различни градови, например во Битола ги имаме битолски координатор МКЦ Битола, организација која што си работи на тоа локално подрачје и има продавачи кои што ги има вклучено од таму. Потоа порака Неготино од Неготино, значи во Неготино таа е организација која што работи со лица со попреченост. Истата организација има и огранок во Скопје, во Волково, таму исто така вклучуваме лица со попреченост. Од Скопје ги имаме вклучено Црвениот крст на град Скопје и Дневниот центар за деца на улица, кои што вклучуваат различни луѓе. Обуките се на почетокот беше за продажни вештини, за начин на комуникација, како вклучуваат луѓе, како има некои правила на продажбата, дека мора секојаш да се во униформа, мора да носат легитимации и така натака. Не се случувале низ годиниве доста предизвици, меѓутоа горди сме за тоа што граѓаните секогаш ни пријавуваат. Несоодветно однесување ни пријавуваат кога некој од продавачите направил нешто што не би требало да го прави лице кое што работи продажба. Така. И се обидуваме да го адресираме тоа. А другиот процес, спомнав дека се два паралелни процеса, другиот процес е продукција на содржини и кампањи кои што се однесуваат на некои тематски подрачја. Дали станува збор за списанието, дали ќе извадиме печатено списание или пак станува збор за онлайн содржини на веб и на социјални мрежи, процесот е горе-долу ист. Сепак е комплексен модел, како што рековте, два процеси, колку луѓе се вклучени и колку уличните продавачи ги прифаќаат вашите насоки. Кога зборуваме за уличните продавачи, морам да кажам дека тоа не е една група и дека секоја личност си носи своји индивидуални предиспозиции, меѓутоа и предизвици и така натака, така што можеме да видиме дека со оние луѓе кои што се работи навистина посветено и кои што имаат навистина поддршка и од нивните матични организации, во кои што долго време се вложува, навистина има големи промени на подобро. Онаму каде што недостига поддршка и недостига една сеопфатна холистичка, би рекла, грижа, не само од чинителот организација граѓанска која што работи со овие луѓе, туку и пошироко, од институциите на државата, од целиот систем и така натака, тука може многу повеќе. Лице в лице е тука за да може да го активира тој, да кажам, потенцијал. Не само да посочи дека со овие луѓе не е ништо работено, на овие луѓе им е потребна таква и таква грижа, туку и да даде едно решение. Еве, ние со ова можеме со вас да работиме, што можат другите чинители, другите актери во нашето општество да понудат. Многу често ги повикуваме и бизнисите во тој дел. Значи, нашите продавачи, освен на улица, можат да дојдат и во некои компании да ги понудат производите. И не само да заработат, туку да видат како е една работна средина, да видат што значи кога ќе отидеш во некоја компанија, какви обврски имаат луѓето таму, еден едноставен муабет да поразговарат, бидејќи многу често се работи за луѓе кои што не знаат како е да се оди на работа. Не знаат кои се обврските кои што значат одење на работа. Да, сепак списанието е добар патокас кон одредена цел. Да, ние секогаш викаме дека е одскочна штица за отворен пазар на труд. Ова е еден така наречен заштитен пазар на труд, како што нашата организација Паблик, која што е издавач на списанието, често знае да ги истакне овие работи во истражување и во политики, дека постои еден така наречен заштитен пазар на труд во кој што се ранливите луѓе се уште работи на нивна работна интеграција. Не е оној отворен пазар на труд каде што важат сите капиталистички елементи. Колку се вклучени овие социјално ранливи категории во изработката на дел од овој новинарски труд, да го наречем? Во новинарскиот труд речиси воопшто не се вклучени, меѓутоа се вклучени во тоа да ги прашуваме, да знаеме што им е нив предизвик, особено сепак непосредни учесници се. Да, редовно имаме, значи, приказна за продавач, гледаме кој на кого му треба најголема мотивација или кој сака нешто повеќе да направи, па тој продавач или продавачка го ставаме во списанието со една приказна за неа или за него. Понатака се вклучуваат со тоа што
предлагаат каде би сакале да продават, па идат нашите колеги им овозможуваат продажба дали во компанија, дали во некоја кафуле, и во тој дел се многу вклучени. Меѓутоа, во самото пишување на содржините или во самото креирање на содржини речиси не се вклучени, бидејќи станува збор за лица кои што како што напоменав, имаат различен тип на ранливости, а сепак професионалноста или тој елемент на лице в лице е нешто со кое што не правиме компромис, така што во тој дел не се премногу вклучени. Меѓутоа се инспирација за содржините. Да. Ова е списание, меѓутоа тука чинам имате некои картички, за што точно станува збор да... Еве може да ги видите. Ова се картички, ова се паралелен производ на брендот на лице в лице. Не споменав претходно дека лице в лице исто така, освен што е списание, опфаќа многу поширок елемент, такви се и овие производи. Освен списанието, имаме ние различен тип на производи. Добрите картички се еден од тие. До сега имаме две едиции, тоа што го држите в рака е дел од првата едиција, која што ја работевме заедно со наша дизајнерка, илустраторка, која што живее и работи во Лондон, се вика Ружица Максимовска. Со неа таа ни донираше практично илустрации, односно низини дизајни, кои потоа ние ги ставивме на картички и ги понудивме како производ за продавачите во периодите кога нема списание печатено, да имаат производ кој што може да го продаваат. Меѓутоа не да биде тоа било каков производ, нели? Не продаваме паломи на улица, туку продаваме некој производ кој што носи длабока порака. Така таа едиција беше со порака за менталното здравје, особено на жените. Беше во еден таков контекст, гледам дека сега се повторно актуелни. Вторијата едиција на Добри картички ја работевме заедно со Андреа Бојковска, тоа е исто така наша млада македонска илустраторка која што живее и работи во Љубљана. Таа направи специјални дизајни за нашите картички, ги работеше заедно со нашиот тим. Нашиот тим правеше наслови, односно пораки за картичките, таа ги преточуваше тие пораки во слики. И тие се со различни мотиви, најчесто се за честитање на некои убави поводи, меѓутоа и за едно внимание кон нашите драги луѓе. Гледате дека има пораки кои што секој би сакал да ги добие. Така. Колку е, да речеме, вклученоста на социјално ранливите категории во продажбата на картички, во списанието е, да речеме, главен чекор кон вистинска економска независност и дали имате такви примери низ годините? Да, па постоиме веќе 14 години, доколку не би имале некои позитивни примери, не би ни постоеле, верувам. Многу сме горди на развојот на луѓето. Ви споменав на почетокот дека првиот импакт кој што го имаме видено е баш тој во однос на самодовербата на луѓето. Например, имавме продавачи кои што во 2012-13 година не знаеа да вратат кусур, не знаеа да одат сами, одеа секогаш со волонтери на терен. Сега тие луѓе сами продаваат, зборувам за една група на продавачи, поздрав до групата од Порака Волково. Продаваат сами на терен, сами си ги планираат активностите, придонесуваат во буџетот, бидејќи живеат во заедница во Волково. Придонесуваат во буџетот, сакаат да си планираат што ќе си купат со заработените пари, значи тоа се веќе луѓе кои што освен со лице в лице работено е многу и со нивната матична организација, за да можат да ја доживеат таа независност. Значи тука не станува збор за главен импакт во однос на колку заработиле, туку како тие си го промениле начинот на живот и како тие станале независни граѓани. Втората група е продавачи кои што доаѓаа од Дневниот центар за деца на улица, значи се работи за луѓе, млади луѓе кои што немаат завршено ниту основно образование, не знаеа ниту да читаат, ниту да пишуваат. Нивната матична организација, Дневниот центар, работеше на некои основни навики за нив, додека ние во лице в лице работевме на тоа да си ги видат своите таленти. Никој не знае да продава така како што знаат тие да продаваат и да ја носат таа енергија кон луѓето. Ако ти бил мачен денот кога ќе видиш продавач, како со некоја позитивна енергија настапува и сака да се избори со неприликите во животот. За него е нешто големо, за тоа се искрени во тој чекор. Колешките многу често кажуваат дека во
дека било невозможно кога дознале дека прв пат доаѓаат во центарот на градот. Значи, толку живееле изолирано, да кажам, во некое како гето, не знаат каде е, кога ќе им кажеме се чекаме на плоштад, каде, кој плоштад, каде е тоа? Беше, мислам, тие работи ги учевме, нели, ги учевме по пат, не знаевме дека до толку луѓето живеат исклучено и дека до толку во ист град живееме, меѓутоа не се исти центар кој ќе кажам јас, не е исто за мене и за некој лице кое што живее исклучено. Така што тие луѓе денеска имаат семејства, имаат изградени куќи, не работат нормално веќе со лице в лице затоа што го надраснале, го надминали, не е поентата цел живот да останат продавачи на лице в лице, туку да имаат една така патеки кариера. И тука морам да споменам дека нашата програма Социјално менторство за работна интеграција многу се има најдено во овие нивни патеки кариерни, би ги нарекла. Така. Во време на силна дигитализација и пат на печатените медиуми, како се справувате? Дали интересот многу опаднал, нели, на продажбата на лице в лице, или пак што ви одржува? Продажбата не е опадната, колку што е станато речиси невозможно да се продуцира еден ваков производ. Станува збор за многу високи трошоци за изработка на самото списание, бидејќи реков дека немаме ние дневни теми или некои такви по скокотливи, да кажам, наслови, многу тешко доаѓаме до онаа публика која што би се заинтересирала да навистина да прочита и да се замисли. Списанието е да се дигестира како во моменти на пауза, не на брзина. Некако цело време го бараме тој момент за себе, за раст и така натака. Со списанието го правиме тоа. Меѓутоа, се поретко го издаваме, морам да напоменам, да признам како да го кажам тоа. Тука се картичките за тој меѓупериод кој што за меѓупериод имаме други производи, меѓутоа списанието како основен продукт гледаме барем еднаш во годината да го извадиме затоа што ни е важно. Меѓутоа станува тешко бидејќи знаеме каков е односот кон печатените медиуми и каков бран доаѓа од онлайн содржините и онлайн медиумите со сите ризици нели што ги носи онлайн сферата. Да. Ако некој ме праша, Зоран, кој ќе ти биде гостин во емисијата и зашто би зборувале, ако некој не го знае списанието лице в лице, ако му кажам дека за списание ќе зборуваме, можеме малку ќе се зачуди. Па еве да го демантираме тој што би го прашал тоа, дали списанието е медиум, социјално претпријатие или пак движење за промена на свест. 3 во 1. Така. Да, сето тоа што го напоменавте и уште еден момент е дека е активатор на публиката. Не се случило во овие 12 години да пристапиме на некого за некаква соработка, за било што, да ни рече кој сте вие, не сакам со вас да работам, или да не знае. Значи, секогаш сме наидувале на отворени врати. Тоа е многу важно, бидејќи и самите ние гледаме дека сме промениле свест, дека луѓето сакаат да придонесат кон убави иницијативи, дека не е се така црно, дека не се луѓето до толку, да кажам народски, утепани, туку баш сакаат, меѓутоа некој треба да ги праша, некој треба да им пристапи, да ги отвори. И затоа е лице в лице важно, бидејќи активира таа човечност кај нас, кај нашите сограѓани и сограѓанки. Да. Дали инклузијата нова категорија граѓани завршува со самото списание, во самото списание, или пак преку ваша помош и активност продолжува овие луѓе да го најдат, еве, народски кажано, чарето на пазарот на трудот? Да. Дали имате обуки понатаму за некои други? Така, да. Паблик, како организација, споменав дека е Паблик организацијата која што стои зад списанието, има една програма, се вика Менторство за работна интеграција или социјално менторство, доста познато, со преку која што ние правиме, социјалните ментори прават проценка кои од луѓето кои што се вклучени во продажните процеси на лице в лице можат да се вклопат во таа програма, бидејќи станува збор за еден интензивен период од 6 месеци со кои што луѓето работат со социјален ментор или социјална менторка и работат на дефинирање на тие патеки кон отворен пазар на труд. Тука станува збор за многу интензивна менторска поддршка, еден на еден, индивидуален пристап и навистина треба да се види посветеност кај луѓето дека сака да работат, а работата значи нели и обврски, не значи само дека може во определено време по 2-3 сати да се продава низ град, туку значи многу други, најчесто 8 часа работно време, во определен термин, доаѓање во определен термин
враќање и морам да кажам дека досега имаме и доста добар процент на успешност на тие што се вклучиле во социјалното менторство, доста одличен процент, на околу 80% е задржувањето на работни места после 6 месеци од спроведување на програмата. Така што не е дека застануваат со лице в лице би рекла е само еден почеток на нивниот кариерен или пат за отворен пазар на труд. Да, најчесто во кои сектори се овие вработени лица со? Сега гледаме дека има голем недостаток од оние услужни дејности, да ги наречеме, нели? Многу често се во таа сфера, меѓутоа имаме и случаи кои што се на пример во градежништво или малорисување, такви некои професии. Колку е важна ваквата инклузија на овие лица? Кажавте дека е важна, и ако е важна, дали треба овој модел да го следат можеби институциите во повеќе сектори кои што ги имаат? Ние многу често ги вклучуваме институциите и во содржините и во нашите кампањи. Мислам, дел од содржините и се наменети за некакви промени, затоа што лице в лице наше списание и алатка за застапување. Така многу често се застапуваме за некои промени во законот и така, во законите, во политиките, во однос на менување на некои, да ги кажеме, работи кои што потешко и побавно се менуваат во нашите општества. Така што да, можам да кажам дека се отворени, меѓутоа знаеме колку е тешко да се поместат институциите, луѓето во системот, кои што некако гледаме дека како да не се заедно со граѓаните, а тоа се исто така граѓани, како и ние, така. Меѓутоа им треба соодветен пристап, им треба некој кој што ќе ги подбутне, ќе им ја покаже која има одговорноста, затоа што секој од нас има одговорност. Еден да не прави тоа што треба да прави, гледаме до какво општество стигнуваме. Со кои најголеми предрасуди се сочуваат продавачите? Дали луѓето кои што пристапуваат до нив ги гледаат како обични продавачи или пак можеби како луѓе со приказна, со одредена приказна? Па, тука морам да кажам дека не ја гледаат таа приказна многу во нив. Особено имаме граѓани кои што навистина одлично реагираат, ги поттикнуваат продавачите, не дека мораат секогаш да купат списание, бидејќи тоа не е можно. Меѓутоа, ние многу често ги поттикнуваме продавачите не само да продаваат, туку да си раскажат нешто, да си направат разговор со граѓаните, бидејќи тоа е дел од работната интеграција, еднакво важен како и оној дел дека тие заработуваат. Морам да кажам дека има секакви луѓе на улица и дека доаѓаме до секакви однесувања. Не можам да ги обвинам единствено граѓаните во тој дел, односно оние кои што не сакаат или сакаат да купат или не сакаат или сакаат да направат моабет со продавач. Во некој случај прстот е вперен кон нас, кон нашите продавачи, бидејќи не доволно разбрале што треба да прават, не доволно го прават тоа што треба да го прават, така што во тој дел доста внимаваме да можеме да обезбедиме едукација дополнителна и да обезбедиме дополнителни советувања, бидејќи се што се случува на улица ние дознаваме многу брзо и сакаме да реагираме. Во многу случаи гледаме превентивно да делуваме, меѓутоа знаеме каков е сега и секторот медиумски, во каква криза, мислам целата држава, мислам целиот свет во каква криза е, така што гледаме дека најранливите се уште во незавидна состојба од грото популацијата. И во тој дел сакаме превентивно да делуваме, бидејќи во вакви тешки времиња најчесто оние кои што се најранливи го излекуваат дебелиот крај. Какви теми третира списанието? Дали, да речеме, отворат теми од социјален карактер или пак можеби економски, политички, урбанистички? Главниот признак е општествените теми, значи сето тоа што се однесува на општествениот развој и се заснуваме на оние цели за одржлив развој кои што беа поставени од Обединетите нации. Гледаме да бидат теми кои што ќе го напредат квалитетот на живот на граѓаните, меѓутоа нема да зборуваат за неприликите. Например, ние не зборуваме за тоа колку сиромашни луѓе има кај нас, туку како тие сиромашни луѓе да ги активираме, како да им понудиме можности да можат да придонесуваат во општеството и какви приоди им се потребни за да можат да бидат активни. На така зборуваме исто многу често и за тоа како младите да ги мотивираме да можеби не да останат во нашата земја, меѓутоа да им понудиме политики и приоди кои што нив им се важни.
станува збор за различни генерации кои што имаат различни потреби и секој што не ги прашал и не ги вклучил во она што се креира за нив, потоа гледаме какви неприлики има. Затоа гледаме дека за сите за кои што креираме содржини, гледаме да ги вклучиме. Принципот на кокреирање ни е многу важен во тој дел и темите се движат од теми за почиста животна средина, нели тие ги популарно наречени еколошки теми, меѓутоа со многу подлабинска анализа за корот на проблемот, односно суштината на проблемот, која е, како да ја решиме и така натака, па се до спомнавте економски теми, зборуваме за како би можеле да го унапредиме животот на граѓаните во нашата земја. Да. Така најверојатно имате многу лични, успешни приказни од терен, меѓутоа може ли некоја да ни ја кажете приказната каде што во некој момент сте сфатиле дека овој проект навистина е успешен? Па, можам да кажам дека не го гледаме ова како проект. Да, не бидејќи еве во моментов нема обично најкористена фраза е да проект. Знам, да. Работата е тоа дека многу големи промени гледаме и кај граѓаните и кај продавачите. Например, имаме продавач кој што си тргнал по кариера која што сакал да ја направи во својот живот, а пред лице в лице никогаш не ни знаел дека тоа може да го направи. Станува збор за кариера во продажба. Сме имале продавач кој што сакал да научи да пишува, да чита. Замислете, тоа го немал. Му овозможивме ние да може да посетува часови по македонски јазик, да научи да пишува и да чита. И сега се смееме дека очекуваме да почне да пишува нешто и за нас. Ќе видиме дали ќе дојде до тоа. Сме имале продавачка која што буквално ги руши бариерите на жена, млада жена, ромка, која што нели конвенционалната средина смета дека таа не треба да работи, треба да седи дома и да ги чува децата. Таа ги сруши тие бариери, покажа на своето семејство прво дека да, може да работи, може да заработува и сега е таа главниот човек во незиното семејство, која што го носи главниот дел од буџетот, од семејниот буџет. И не само на своето семејство, таа покажа и на сите нејзини врснички дека не треба на 14 години да влезе во брак, туку дека може да завршува образование и да размислува за кариера. Така што сега таа работи, веќе не работи со лице в лице, туку работи во една компанија и верувам дека само добри работи ќе се случуваат. А дали државата доволно го препознава овој модел на социјално предприемништво и колку истата треба да се вклучи во помош на ова инклузија на овој начин? Делот со инклузијата е сосема различен од тоа што го носи нели социјалното предприемништво како концепт. Знаеме дека сега во моментов е ставен законот за социјално предприемништво на ЕНР, не знам до кај се работите. Паблик како организација беше многу вклучен во целите тие во сите тие процеси. Инклузијата е само еден дел од целиот тој процес. Значи, како државата, да, државата многу треба да биде повеќе вклучена во ова. Меѓутоа исто така мора да бидат многу повклучени и бизнисите. Мора да бидат повклучени и граѓаните. Зошто да се прават набавки? Зошто може да се прават набавки од социјални предпријатија наместо, не знам, конвенционални бизниси. Може да се даде предност. Меѓутоа, затоа што не е во крајна линија профитот, туку во крајната линија е доброто живење на целото наше општество. Ако си му дал доволна поддршка на оној кој е најранлив, автоматски значи дека општеството ти станува поеднакво, поинклузивно и поодржливо. Затоа што луѓето, нашиот систем е никако научен на тоа дека треба да се дава на тие што нема, дека треба да... А таа линија на вертикала. Кога зборуваме за таа линија на вертикала, значи дека ние секогаш го гледаме некој како подолу од нас. Тоа не е во ред и такви општества не се одржливи. Кога ќе ја поставиме на линија на хоризонтала, како јас и вие што разговараме сега, добиваме една еднаква линија на почит и на доверба, која што во почеток ви носи поинаков старт. Да. Кога не гледам на вас како на некој кој што треба да му дадам нешто да се сожалам, туку на некој кој што го прашувам што ти треба за да ти биде подобро, тогаш е навистина големата разлика. Многу често и нашите продавачи тоа ни го кажувале. Првпат со вас видов дека некој ме гледа дека сум човек, дека можам нешто да правам.
Вие првпат ми дадовте доверба дека париве можам да ги чувам и да ви ги вратам на крај, бидејќи нели треба да вратат дел од заработката, 50% доаѓа кај нас. Треба да ги вратам париве, не да си ги потрошам. Значи, ја имам довербата кај тебе. Да, во контекст на ова што го кажавте, практично лице в лице не менува само индивидуални судбини, туку ја менува и свеста на самото општество, а тоа и практично целта на... Апсолутно, да. Менувањето на свеста е долгорочен процес, меѓутоа гледаме дека може да се направи тоа. И не сме сами во тоа. Тоа е исто многу важно. Не можам да кажам дека лице в лице е клучниот чинител во менување на свеста на граѓаните, меѓутоа се множат иницијативи. Многу организации почнуваат да ги работат овие теми. Многу граѓани почнуваат поинаку да гледаат на работите и она што ние многу сме горди на тоа, дека навистина улогата на поединецот ја истакнуваме и гледаме дека секој од нас може да направи голем чекор. Мал чекор кој што потоа ќе значи големи промени. Да. Колку е тешко да се одржи ваков социјален модел во услови на економска криза, ако се земе предвид фактот медумите во каква криза се наоѓаат, и дали за да не згасне овој проект, не сакав овој термин да го потребам, можеби треба системска поддршка? Системска поддршка треба на многу полиња, не само кај нас, не само во медиумскиот сектор и во граѓанскиот сектор, туку кога ме прашуваат секогаш за одржливоста на лице в лице, кажувам дека да не беше овој луд тим кој што стои зад лице в лице, никогаш немаше да успее списанието, бидејќи списанието не сме само јас и другите уреднички кои што се вклучени таму, туку се и цела една заедница од луѓе кои што ви спомнав претходно, каде да се јавиме, ако прашаме дајте ни ова или ова, без задршка сакаат луѓето да дадат и да придонесат. Би искористила оваа прилика да посочам на тоа дека се повеќе гледаме дека и бизнисите можат да бидат дел од приказната на лица в лица. Имаме ние посебни програми во однос на соработка со бизниси, не пиаровски, туку повеќе во делот на влијание и на тоа како можеме да се најдеме да правиме некои поголеми промени во нашето општество и да активираме заедница околу тоа и секако државата. Не сум сигурна кој е најсоодветниот модел, не сум го разгледувала лично тој елемент, меѓутоа имаше еден период кога државните институции имаа некаква претплата на списанието. Во моментов тоа не е така, веќе неколку години не е така, не само во моментов. Тоа е нешто најмалку што може да го направат, меѓутоа јас сепак би ги задржала институциите да си ја работат она работа која што примерно треба да ја работат, тоа е грижа за граѓаните. Така. Ако треба со една порака да им се обратите на граѓаните, зошто да купат лице в лице? Од едната, тоа е мисијата на лице в лице, значи во едната, во едниот дел од двостраната мисија е дека помагате на многумина, затоа што нели многумина од тоа што ќе купите списание или производ на лице в лице, ќе ранливите луѓе заработуваат, кои што инаку не би имале никаков начин за тоа и да си го напредат животот, меѓутоа и другата работа е исто така важна. Помагате на многумина што ќе купите лице в лице, меѓутоа си помагате и себе си, бидејќи со содржините и со начинот на обработка на содржините и на материјалите кои што и кампањите кои што се вклучени во брендот, навистина добивате една нова свесност и поинаку почнувате да ги гледате работите. Така. Госпоѓа Раванска, ви благодарам за разговорот, за овие искуства кои што ги пренесовте нели на нашата публика. Се надевам дека со овој разговор ќе ја подигнеме свеста, особено за оваа ранлива категорија на граѓани. Ви благодарам и вам. Така. Така, ова беше последниот разговор во студио 10. Јас тука се одјавувам, останете на фреквенцијата на телевизија 24.